Под полна опрема, стручно и професионално, пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Прилеп за неполни 10 минути извлекоа заглавен човек во автомобил после сообраќајна незгода. Ова беше само мал сегмент од денешната јавна показна вежба која прилепските пожарникари ја презентираа на градскиот плоштад, а во чест на денот на пожарникарството 20 мај. Според заменик командирот на единицата, пред почетокот на сезоната на пожари, едукацијата на целокупното население за превенција од пожари е од клучно значење, бидејќи во најголем број случаи пожарите, намерно или ненамерно, се предизвикани од човечки фактор. Овој период се врши превентивно тековно одржување на возилата да бидат што може во подобра кондиција кога би настапиле тие пожари на отворено. Нив ги потенцираме ради тоа што покриваме голема површина. 2 општини се во прашање. Возилата се во добра кондиција, моментално сме 34 стално вработени и 10 преку привремени вработувања. До сега се околу 350 пожари вкупно. Според Законот за пожарникарство, на 1500 жители треба да има по еден пожарникар. А бидејќи Прилепската територијална противпожарна единица покрива 2 општини со околу 75.000 жители и огромна територија, постоечкиот кусок од човечки и технички ресурси тековно се надминува, уверува градоначалникот на Прилеп. Тој најави набавка и на 2 нови возила кои ќе бидат донација, а од надлежните министерства се очекуваат и согласности за нови вработувања. По однос на техничката опременост, побаравме од нив да изработат список на возила кои што со минимални средства можат да се коригираат. Вчера беше тоа тема и на ЗЕЛС, на управниот одбор. И сметам дека во таа насока се движи цела Македонија во моментов, поддржана од институциите кои што се на некој начин надлежни за справување со кризи и за заштита и спасување. И имаме неколку возила кои што заменик командирот ги даде како предлог дека треба да се дооспособат, а во преговори сум за донација на 2 противпожарни возила кои што би значеле подобрување на техничката опременост на службата. Инаку, Прилепската територијална противпожарна единица во моментов е многу блиску до законски потребниот минимум од 50 до 60 професионални и пожарникари доброволци, што не е случај со повеќето општини во државава, каде се уште се кубури со пожарникари.